Новата влада на Јемен ја пречекаа со силна бомба. Силна експлозија одекна на аеродромот во Аден во Јемен во моментот на слетување на авионот со новиот владин кабинет. Силна експлозија одекна во холот на аеродромот, каде се чека за полетување во моментот на слетување на авионот со сите министри во новата влада. Има загинати и ранети, вели извор цитиран од Спутник. Членовите на владата кои во тој момент пристигнале од Саудиска Арабија не се повредени, бидејќи во моментот на експлозијата се наоѓале во авионот. Тлото на Хрватска не мирува ниту денеска. Утрово повторно беа регистрирани серија земјотреси со помала јачина од вчерашните, но доволно силни кои се измолозите велат дека не се за потценување. Утрово во подрачјето на Петриња во 6 часот и 15 минути е регистриран потрес од 4,7 степени по Рихтер, вториот малку подоцна со јачина од 4,8 степени и уште еден од 4,1 степен. Епицентарот бил на 14 километри од Сисак. Силниот земјотрес кој вчера зеде 7 човечки животи и остави многу семејства без кров над глава, ги натера граѓаните од централна Хрватска да излезат на улица и под отворено небо да го дочекаат следното утро. Стравот е присутен и денеска, материјалната штета е голема, спасувачките екипи и понатаму остануваат на терен. Македонската влада како поддршка на вчерашната седница донесе одлука да донира 6 милиони денари на Хрватска. Со едноминутен молк за загинатите започна денешната седница на хрватската влада, на која е донесена одлука да се издвојат 120 милиони куни за помош на најпогодените места. 2 јануари е прогласен за ден на жалост, а премиерот Пленковиќ упати повик до граѓаните да внимаваат каде донираат, бидејќи биле отворени и лажни сметки. Во последните 24 часа во Словенија се потврдени 2413 ново заразени со коронавирусот, од направени над 13.000 тестови. Во истиот период како последица од COVID-19 починаа 36 пациенти. Со последните смртни случаи вкупниот број на починати од COVID-19 се искачи на 2631, како што соопшти од Словеничкото Министерство за здравство. Во моментот во земјата има 19.284 активни случаи, што е за 1,6% повеќе од претходниот ден. Бројот на хоспитализирани лица е намален во споредба со претходниот ден, па така во моментов има 1170 пациенти во ковид болниците, од кои 203 се на респиратор.